Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Ги поздравувам и сите што не гледаат преку интернет. На самиот почеток, ајде да отвориме во која глава? 11 глава. Од која книга? Посланието до евреите. Најубавото? Да, доста е убаво. Се согласувам, иако ја мислам дека неколку го делат првото место. Едно од најубавите, да. Не, за тебе, ти си рече за тебе, значи, ако е едно. Кога читавме за Енох од Духот на пророштвото, таму беше употребена една фраза дека Енох беше проповедник на праведноста, како што беше преведено во македонскиот превод. Кој друг е така наречен во Библијата? Проповедник на праведноста или проповедник на правдата и така натаму. Ное. Следниот од примерите за вера во оваа глава е Ное, кој што живее на границата помеѓу предпотопниот и послепотопниот свет. Да го прочитаме прво текстот. Преку вера, сите овие поранешни примери беа преку вера, со вера, и Ное преку вера. Што направил Ное преку вера? Откако беше предупреден за она што уште не се гледаше. Што е тоа? Потопот. Што друго не се гледало во негово време, а што ние, речиси, секој ден го гледаме? Облаци, дожд. Нешто што пред потопот не постоело. Замислете. Снег? Воопшто. Значи, на Ное му беше кажано дека ќе се случи нешто што никогаш порано не било. Значи, ние до сега сме виделе дождови, снегови, вулкани, земјотреси, поплави. До сега да ти се каже нешто што никогаш не било. Оган да врне од небото. Да. Што друго? Ке не нападнат во земјаните. Актуелна тема денес. Да, второто Христово доаѓање, Андреј погоди. Нешто што порано не било. Како се чувствувал Ное? За нешто што никогаш порано не било, а му беше речено дека ќе се случи, изградил ковчег. И па за тоа треба вера. И тоа многу вера. Што мислите, колку го чинело тоа? Значи, Ное и неговите синови го вложиле во ковчегот сиот свој имот. Зошто?
Каква е таа инвестиција? А може ли тоа да биде без вера? Ке има потоп? Може ке има, ама тешко. Денес што најчесто кажуваат луѓето кога веруваме во нешто што порано не било? Ево еден пример што не е баш таков. Пример, ако луѓето чујат дека верувате во воскресение на починати мртви лица, како најчесто реагираат? Ајде бе, кој станал од мртвите? Кога се случило тоа? И сега ние знаеме дека тоа се случило. Има и многу примери, иако многу ретки, но сепак се случило. Не е баш нешто што не било. Но предизвикот за Ное бил многу потежок. На вистина, ниту една капка дожд немало порано во природата каква што ја познавале, според природните закони какви што ги познавале. И затоа што му било речено дека ќе дојде потоп, тој направил ковчег и очигледно тоа можел да го направи само со вера, а истовремено со самото тоа што правил ковчег, каква била таа вера? Да, значи таа била жива вера, активна вера, верата која што самата делува. Значи, Ное не бил некој што велел, да, верувам дека ќе дојде потоп, ама не правам ковчег. Ако Ное не правил ковчег, или одбил да прави ковчег, дали, а тврди дека верува, да. Значи, тој е како мртвата вера денес на многу повеќето христијани. Верувам, ама или некој, например, кај протестантите, верувам, ама сега шо мора сега тоа? Шо мора да се крстиме? Рајна да отвараме базен, па? Да, кој? Па видите, кога апостол Павле го спомена воскресението во Атина, како реагира грците? Ајде бе, глупости. Што дрдори овој? Го нарекле зрнословец. По наше празнословец. Што издроби овој сега? Ајде, друг пат. Може би друг пат ќе кажеш нешто попаметно. Кој ќе ти дадеме збор. Да, воскресението од мртвите е нешто најтешко за безбожниот свет да верува дека ќе се случи. А тоа, пазете, е нешто што било и се случило. Но потопот, ниту дожд, никогаш пред Ноја не се случиле. За да го спаси својот дом, со тоа, со што? Со тоа што изградил ковчег преку вера, тој го осуди светот и стана наследник на праведноста
по вера. Интересен израз. Зошто Ное го осудил светот? Како го осудил светот? Дали Ное излегувал и велел: ајде бе, глуп, безбожен свет, генетски модифициран, има да погинете сите безбожници ни заедни. Има да се исподавите сите како стока. Дали Ное така го осудувал светот? Не. Не, Ное не го осудувал светот, но со тоа што го направил, без зборење, значи, без зборови, градејќи го ковчегот, го осудил светот. Зошто го осудил? Зошто не верувале? Како рече Исус? Кој верува, ќе се спаси. А кој верува и се крсти. А кој не верува, ќе биде осуден. Значи, светот бил осуден и во потопот збришан од лицето на земјата, тогашниот свет, тогашните джинови, затоа што не верувал. Ное и неговото семејство се спасиле затоа што верувал. А истовремено се покажа и каква била таа вера. Ако веруваш, градиш ковчег. Делотворната вера, да. Може ли да тврдам дека Господ, да се дерам на цел глас, Господ наскоро доаѓа, Божите казни наскоро доаѓаат, и тука во Скопје, како и во Лос Анджелес, ќе бидат пожари. Да го трубам тоа на сите телевизии, по сите скопски улици, се разбира, ненормален ќе бидам уште од првиот ден, за цела јавност, но истовремено градам палата на водно. Си седам у Скопје, не само што седам у Скопје, се гради палата. Или инвестирам во некоја нова скопска повеќе катница. Дали ќе ми веруваат? Не. Одма ќе се фатат неверниците, први, левите медиуми први. Одма ќе се фатат за тоа. Еве го овој, колку верува во тоа што го зборува. Од таа причина, Ное, за да се види дека верува, градел ковчег. И секој удар на чекан врз клинец, што се слушало оддалеку, било проповед за безбожниот свет. И осуда, затоа што тие не верувале. А зошто не верувале, Андреј? Која била првата причина што ја кажувале неверниците тогашни, дека не може да се случи потоп? Како потоп? Не може такво нешто. Која била првата причина, првиот, најсилниот аргумент што го кажувале? Дека природните закони, вакви какви што ги знаеме, се непроменливи. Еве ги пак природните закони. И нема шанси тоа да се промени, да настапи некое отстапување. Да прочитаме според Духот на пророштото што друго велеле.
ние обично велиме неверници, но не биле во смисол не биле атеисти, не го порекнувале Божието постоење. Имало многу Ноеви современици кои што исповедале вера во Бог, како и денешното христијанство. Исповедале вера во Бог, го спомнувале и Бога во своите аргументи против Ноевата проповед. Еве во Патриарси и пророци, 78 страница од македонскиот превод, Елена Вајд вели: на страната на правдата не се наоѓало мнозинството од светот, ниту воопшто многу приврзаници. Ова зборува откако се помешале. Значи, и ситовци, и каиновци. Настанал целиот тој хаос од беззаконие. Неморал, греф, генетски инженеринг, се и се што. Каша попара и светот станал зрел за уништување, друго чаре немало. Замислете пак, кога би го мереле Ное, за кого Библијата, значи Божито Слово, сведочи дека е праведник, дека е проповедник на правдата. Кога би го мереле Ное со денешните човечки критериуми во самата црква, кој колку е успешен проповедник. Каква оценка би добил? Значи, Ное 120 години проповеда нешто, кого спасил, односно надвор од своето семејство, кого придобил за да се спаси од потопот. Сега може да замислите колку, дали тоа било обесхрабрувачки за него. Да, Матусал во годината на потопот. Да, така. Да. Прашање, но не нудам сок. Чиј син бил Ное? На Матусал? Рајна вели да. Матусал? Точно? Точно или точно? Не е точно? Ау, како така? Чиј син бил Ное? На Ламех. Ламех. А Ламех чил син бил? Значи Матусал му е дедо на Ное. Добро, значи дедо му живеел до самиот потоп. Дедо му живеел до самиот потоп. Енох, кога бил однесен? Тоа го оставивме, да си го пресметате дома. Да си имате некоја слика, хронолошка слика, кога се случил потопот, колку време после Енох, колку време. Сега. Добро, од така што имаш се бројките. Рековме, Ное не придобил никого надвор од своето семејство. Дали тоа нешто ви кажува за тоа колку Бог ја почитува слободната волја на луѓето? Денес не постои проповедник и не постоел за многу векови наназад, ниту самите апостоли, кои што проповедале 120 години. Како што рекавме,
Денес не постои ниту многу векови наназад, не постоел и најдобар можен брак, кој што најдолго траел, па не траел 300 години, колку што Енох одел со Бога. Така? Денес не постои проповедник кој што проповеда 120 години. Добро прашање. Ја ти посакувам да доживееш. Сто и 20 години проповедал без да придобие никого од светот. Што ви кажува тоа за слободната волја на... За тоа како Господ ја почитува слободната волја на луѓето. На страната на правдата не се наоѓало мнозинството, ниту воопшто многу приврзаници. Сиот свет застанал против Божијата правда и против неговите закони. Значи се повикуваат на природните закони, кои што се пак Божји, а завземаат став против Божиот морален закон. А Ное го сметале за фанатик. Значи Ное бил фанатикот. Кога сатаната ја наговарал Ева на непослушност кон Бога и рекол, нема вие да умрете, спротивно на тоа што го рекол Бог. Така. Сега Ное вели, ке има потоп, светот што вели? Нема шанси. Нема теорија. Големите и мудри луѓе, луѓето кои во светот биле почитувани и ценети, го повторувале истото тоа, дека нема да умрат. Божите закани, велеле, значи го признаваат Божите постоење, го признавале, но велеле, Божите закани имаат за цел само да не заплашат, но никогаш нема да се обвистинат. Значи Господ, кога вели нешто, Господ не убива, да, како што денес веруваат мнозина. И мнозина адвентисти, да. Интересно е како веруваат дека Господ не убива, кога самиот Господ му вели на Мојсей, кога ќе почнам таа ноќ да ги убивам египетците. Мислејќи на пасхалната ноќ. Дори го користи тој речник. Но, Божите закони, значи Господ тоа што вели дека ќе го направи, не мисли да го направи. Он само вели, а не мисли. Значи, го прават Господ политичар. Он вели, ама не го мисли тоа. Како се вика тоа, ако имаме таков однос кон Божиот збор? Господ рекол, ама не мислел така. Како се вика тоа? Тоа се вика невера. И има денес многу теолози и многу доктори по теологија, што се неверници. И еден куп неверници во мантии и да не зборуваме понатаму. Такви биле и Ноевите современици. Господ рекол, ама не мисли. Него мисли тоа што го рекол. Затоа не треба да се вознемируваме. Никогаш нема да се случи Бог да ја уништи земјата која е дело на неговите раце и така да ги казни суштествата што самиот ги создал. Значи, Господ не може толку добар Господ да сега да се случи вакво. Значи, пазите, во времето на Ное, сега ние може да се повикаме на еден куп случаи во историјата кога Господ праќал казни, уништувал, требел. Но во времето на Ное пред тоа немало таков преседан. Значи, Ное се наоѓал во многу потешка ситуација. Не можел да се повика на ништо порано како пример
ниту Содом и Гомор, сето тоа е иднина за него. Потопот бил првото такво уништување и се уште не се случило. Бидете спокојни, велеле тогашните учени луѓе, и не плашете се. Ное е обичен фанатик. Светот ја исмевал глупоста на прелаганиот старец, наместо да го понизат срцето спред Бога, тие и натаму останале непослушни и во беззаконие, како Бог ништо да не им проговорил преку својот слуга. Второ прашање. Повторно без награда. Добро. Дали знаете што значи името на Ное? Каде пишува тоа? Битие? Значи, кога се родил Ное, кога Ламех го роди Ное, и го нарече, 29 стих, и го нарече Ное, односно Ноах, по еврејски. Сега, да ве подсетам, дали во Новиот Завет, каде на прво место се споменува апостолот Варнава во делата на апостолите? Се сеќавате? Да отвориме во дела на апостолите. Варнава. 4 глава, 36. Браво, Ивана, ти ќе добиеш сок. Боза, да. Да, татковата волја, да. Да, Боза. Ајде, ќе купам вечер Боза, ајде. Така Јосиф, наречен од апостолите Варнава, значи тоа не му било името му било Јосиф, неговото име. Апостолите го нарекле Варнава, што значи син на утехата, левит родом од Кипар. Значи, ова е арамејски јазик. Значи, бар, значи син, што на еврејски е бен. Значи, тоа Нава, слично ви е тоа Нава, со Ноах утеха. Зошто кога се родил Ное, зошто тоа било кажано од Ламеха? Овој ќе не утеши во работите наши и во трудот на рацете наши на земјата што Господ ја проколна. Зошто ова било пророштво? Те кога се раѓа некој бебе, никој однапред не му ја кажува историјата и биографијата. Тоа само во Библијата го има. Некој нероден, однапред да се кажува што ќе биде, каков ќе биде. Но, значи, ова било пророштво. Што очекувал Ламех? Зошто Ное требало да донесе утеха? Дали малце го разбираме ова? Самата глава што зборува за потопот, Елена Вајт ја започнува со оваа реченица. Во времето на Ное, земјата ја притискало двојно проклетство. Кој е тоа двојно проклетство? Првото проклетство, последиците на Адамовиот престап, значи со мака ќе вадиш леп од земјата и така натаму. А второто проклетство кој е било? Се сеќавате? И братоубиственото злосторство што го извршил Каин. Нели Каин беше исто проколнат.
и земјата проколната заради него, што ја прими крвта на неговиот брат Авел. Светот бил толку расипан во времето на Ное, што е по својата расипаност сличен баш само со нашето време. И затоа и Христос го споредува последното време со времето на Ное. Особено генетскиот инженеринг и трансхуманизмот се капак во сличноста на денешниот свет, остарен свет и предпотопниот свет пред неговото уништување. А за неморал да не збориме. Тоа веќе ги надмина сите граници. Значи, светот го сметал Ноја за глупак и фанатик, затоа што зборел нешто што никогаш не било, нешто што Господ нема шанси да го направи, затоа што Господ е љубов. Се збори тоа денес? Го слушате тоа денес? Бог е љубов. Како може Бог кој е љубов да испрати потоп? Како може тоа? Како може Бог кој е љубов да го уништи светот? Но Ное стоел како карпа среде луна, обкружен со сеопшт презир и со исмевање. Се истакнал со својата честност и непоколебливост во верата. Што го правило Ноја цврст како карпа? Верата. Значи, цел свет труби една работа, спротивна на Божиото Слово, што не му било кажано, а Ное се држи само за Божиото Слово, спротивно на се друго, на сите други медиумски звуци, на сета друга медиумска бучава, галама. Се држи само за Божиот збор. Неговите зборови ги придржувала некаква сила, зашто тоа бил Божи глас упатен до луѓето преку неговиот слуга. Неговата поврзаност со Бога му давала бесконечна моќ и сила за сето време од 120 години, додека неговиот свечен глас го опоменувал тогашното поколение, навестувајќи ги на станите, кои според проценката на тогашната човечка мудрост биле неможни. Значи, тоа што Ное проповеда ќе се случи, тоа е невозможно. Зошто? Бидејќи природните закони тоа не го дозволуваат. Веруваме дека ќе се случи воскресение на мртвите? Верувате дека ќе се случи воскресение на мртвите? Зошто светот не верува? Природните закони, како тоа може? Тоа скапала таа материја, земја се сторила и како сега? Ајде бе, ви се молам. Како може тоа? Предпотопниот свет знаел дека законите на природата со векови не се менувале. Елена Вајд го кажува истото. Дотогаш не паѓал дожд, земјата ја квасела роса или еден вид магла. Тоа најверојатно во утренските часови само. Реките никогаш не се излевале. Че замислите, немало нешто што го гледаме денес, поплава. Ниту една река не излегла од своето корито, од своите граници. Туку безбедно ја носеле водата в море. Непроменливите закони ги задржувале големите води да не се излеат од своите корита. Но луѓето кои така резонирале, не го признавале и не го ценеле оној, чија што рака ги собрала водите и која постојано ги задржува, велејки до тука ќе доаѓаш, а понатаму не. Книгата за Јов, 38 глава, 11 стих.
И бидејќи поминувале децении и децении, а во природата не настанале никакви промени, луѓето чии што срца известно време трепереле од страв, повторно почнале да се утврдуваат во своето поранешно неверство. Помислувале, како и денес мнози нешто мислат, дека природата е над Бога. Кога се повикуваш на природните закони, значи и Господ ништо не им можен. И дека нејзините закони се толку постојани, што дури ни Бог не може да ги измени. Дошле до заклучок дека доколку пораката на Ное е точна, во природата мора да настане нарушување и врз основа на тоа, пораката пред очите на светот ја прикажале како привидение и голема измама. Значи, со други зборови, тоа што Ное го зборувал, го прогласувале спротивно на природните закони, а според тоа спротивно на науката. И замислите, на луѓето им се велело, кому ќе му верувате? Ќе верувате на науката или на овој фанатик, овој изглупен старец? Држете се за науката. Бил за во пензија, 600 години. Да, 600 години. Да, пред да наполни 600 години, 120 години. Да, уште бил средовечен, така. Да. Добро. Пензијата била потопот, ковчегот. Ковчегот била пензијата. Пензијата и после тоа малку винце после потопот. Тоа било премногу. Само да го довршам овој пасус. Својот презир кон Божјата опомена го покажувале на тој начин што и понатаму живееле онака како и пред тоа. И понатаму продолжиле со своите забави и разуздани гозби, јаделе и пиеле, саделе и граделе, правејќи планови за успеси на кои се надевале во иднината. Во своето беззаконие и расипеност оделе толку подалеку и пркосно ги газале Божите закони за да покажат дека немаат страф од всеможниот. Тврделе дека доколку би било вистина тоа што го зборува Ное, истото сигурно би го сватиле прочуените, славни и големи мудреци на светот. Со други зборови, тоа, ако се случи катастрофа, тоа науката ќе го предвиди. А што мислите кога ќе доаѓа Христос со безброј свети ангели, земските астрономи ќе го забележат тоа? Джеймс Уеб телескопот ќе го забележи тоа? Или предходно Хабл телескопот ќе го забележат? Тие први ќе забележат, а? Знаете кога Господ го правил чудото во времето спротивно на природните закони? Во времето на царот Езекија, кога го вратил денот колку часа назад. Знаете кои први забележале? Астрономите од Вавилон. Вавилонците биле први по астрономија во тогашниот свет. И затоа дошле потоа да го посетат царот Езекија, да се распрашаат што било тоа, што се случило, како се случило такво нешто. После потопот па ги ја граделе кулата неверниците, хамовци, за да ја испитаат атмосферата, да побараат природни причини зошто се случил потопот, за да се осигураат друг пат да не се случи. Не сакале да веруваат ни во Божите ветување дека друг пат нема да се случи, но сакале да биде под нивна контрола. Така и денес сакаат луѓето.
Сакаме, ако може, и старењето, и смртта, да ги победиме со науката, значи со нашата човечка сила, со нашите човечки пари, со нашата човечка мудрост, ние да ги ставиме сите процеси во природата и Вселената под наша контрола. Зошто го сакаат тоа луѓето? Затоа што не веруваат во Бога. Сакаат тие да бидат Бог, а не веруваат во Бога. Или, луѓето, како што се вели во некои филмови, луѓето сакаат да си играат Бог. Но спасот го нашле само оние кои му верувале на Бога и кои што со таа вера ја исполниле неговата волја и ја послушале неговата заповед. Навистина, како што фигуративно се изразивте, Господ Ное не крстил никого, но, како што напиша апостол Петар, подоцна, со потопот Господ го крстил светот, планетата, земја. И после водите на потопот осамнал нов свет. Нова природа и нови природни закони. Токму така, Борче ја кажа однапред мислата, завршната мисла, Господ еднаш го крсти светот со вода и сега предстои кое крштевање? Со огнот, но после духовното, значи после позниот дожд. Нека му е фала и слава вечно. Амин.